Благодарам, почитувани представници на медиумите. Најпрво да се заблагодариме на вашиот интерес и присуство денеска на увид на нашите активности овде во Припор, каде што се наоѓаме практично. На моје огромно задоволство, денеска со мене и председателот на најголемата политичка партија и претендент за нареден премиер во државата, професорот Христијан Мицкоски. Денеска правиме увид на градежни активности овде во Припор, каде што практично 30 на години наназад немаше никакво придвижување, ниту пак градежни активности. На игралиштево на кое што стоиме сите, на кое што се врши реконструкција, 30 години не е, народски кажано, шајка закована, а сега го модернизираме целосно, односно вршиме целосна реконструкција на истото. Исто реконструкција правиме и на улицата, која што е непосредно до игралиштето, а останатиот простор околу црквата горе го оплеменуваме со ново детско катче, така да ќе нуди ова место овде простор за рекреација за сите категории на наши сограѓани овде од Припор. Истовремено работиме на сите практично улици во Припор, каде што имаше потреба за санација на истите. Веќе две ги завршивме, тоа е улица 21 и улица 23. Работиме во моментов на улица 25, а во наредниот период, како што споменав, ќе работиме на останатите потези или вкупно повеќе од 11.000 метри квадратни асфалтирање ќе има овде во Припор. Попратно со сето тоа, онаму каде што работиме на улиците, а каде што има потреба за промена на дотраена и стара водоводна или канализациона мрежа, и тоа го земаме во предвид, истото се санира, што значи дека Припор за неколку недели од денес ќе добие сосема нов изглед и подобри услови за живење на нашите сограѓани. Освен во Припор, работиме и во село Драчево, во насело Драчево. Во насело Драчево работиме на улица Славка Димкова, која што е некаде околу километар и 200 улица, која што и на истата и следи целосна реконструкција, но и тротоарите ги уредуваме таму. Истовремено во село Драчево, каде што после 30 години го обезбедивме на Илија Ристевски, тоа е еден потек Порупа, добро познат за драчевци, го обезбедивме водоснабдувањето за жителите таму за повеќе од 250 домаќинства. После 30 години добија вода таму за пиење. Сега сме во фаза каде што, откако ја завршивме оваа работа со водоснабдувањето, ги реконструираме улиците. Околу 11.000 метри квадратни исто работиме во моментот во 11 октомври бараки. Работиме и во останатите населби. Во тек се 2 мегапарка кои што ги правиме во моментов. Едниот е на повеќе од 30.000 метри квадратни во 11 октомври бараки, каде што споменав дека улиците ги реконструираме, и истовремено и во Драчево правиме еден ултра модерен современ парк на повеќе од 10.000 метри квадратни, така да имаме поприлично набиена агенда како општина. Имаме доста проекти, ни следи, како што знаете сите, работно лето, работна есен. Ке имаме многу проекти, многу што да сработиме наредниот период. Сме спремни, имаме добар тим. Сакам да се заблагодарам и на советниците за апсолутната поддршка која ја имаме досега. Јас и сите вработени во општината. Така што би ни било драго на сите настани вака да може да се појавите вие како медиуми и да не даете поддршка во она што го правиме за нашите сограѓани. И ви благодарам.